Утре е Бадникова вечер, еден од најголемите обичаи во православниот христијански свет, поврзан со рождеството Христово Божик. Големото славење е на самиот ден Божик, кога се собираме и после богослужбата, после светата литургија во нашите домови со најблиските да го прославиме долго очекуваниот богомладенец Господ Исус Христос. Доаѓањето на големиот празник е домаќинска мобилизација за сите. Да, пазаруваме, да. Што ќе купите? Па кикирики, портокали, од се што треба за вечер. Сарма обавезно, посна сармичка и сите други работи, за децата нешто ситна работа. Погачка за паричка. Па погачката обавезно. Секако, колаци, секако. Но освен црковната традиција, некои си имаат и своја и грешат токму на овој голем ден. Што точно не може да се најде на трапезите, а што таму треба да има? Пред раѓањето Христово Божик е Бадник, кога сите семејства се собираат на заедничка вечера, бидејќи се уште е пост, целата трапеза треба да биде постна. Најважни на трапезата сепак се лепчето и црвеното вино. Во православната црква лебот го символизира телото Христово, дека крвта Христова е виното. Важен дел од овој празник е и милосрадието. Него анонимен штипјанец денес го докажа на дело дарувајќи прехранбени пакети за пензионерите инвалиди. Голема благодарност до човекот кој што помогна за овие пакети, за овие празнични денови, да ни подари пакет. По Бадник наредниот ден е Божик, ден за семеен ручек и посета на најблиските во наредните 3 дена. По обичај, младите одат кај постарите. Првиот ден од Божик е и имен ден, него го слават сите со име Ристо, Христо, Христина, Кристијан. Во регионот има над 7000 слави само по овој повод.